Значи од наредната 2024 година ќе се спремам нова најава. Може ли, колега? Не знам, ајде. Ова да ја завршиме така како што почнавме. И еве уште еден подкаст. Кажа веќе, добре дошли. Колега, од секогаш ме интересирало како девојките, односно женските, функционираат во спортот, како градат кариера, Исто како мажите. Не се исти. Не се исти. Еве, на пример, имаме во Струмица фудбалерка, видов еден клип, бремена, со топката, нешто игра, како се справува со тој предизвик. Жените, ние имаме еден период од животот. Бремена како трчаш. Да, меѓутоа тоа е хоби кај мене. Што е разлика? Хоби. Независимо од тоа, не зимам плата. Ајде не дебатираме многу, добре да зајавите. Не ми дава ништо. Ма не можеме да останам вака. Тие се еднакви како и мажите. Не се баш, имаме некои поголеми предизвици за разлика од мажите во спортот. Се согласувате? Како женска линија што Три може да жени, ти три кажеш. жени на еден маж. Добре дојдовте за Александра Терзијски и Лилија Ковачвек, одбојкарка и фудбалерка. како сте? Ви се допадна ова што како најава ви го даде колешката? Демек како може ли барем така разбрав, бремена, па со тоа. Тоа предизвик е. Што предизвик е? Па добро, до некаде е во право. Да. Треба да Држиме. жртвуваме Не очекував да кажеш дека не е во право, тука е, нема везе. Добре, јас не сум толку компетентна да кажам за тоа, може да каже Александра повеќе. Ама сметам дека треба да се жртвува барем една сезона за да, нели, за да родиме кога стануваме трудни. Не си, но те очекува тоа. Да. Да создадеш фамилија, да имаш деца и како се чувствуваш. Искрено размислуваш што ќе се случи со мене, со мојата кариера Точно, по да. тоа. И не знам како би се одвивало после моето тело, дали би можела во толку брз период да се вратам повторно Тоа е со битно. иста сила на Тоа е тело. да. Тоа да го дискутираме. Ама најкомпетентни Александра Терзијски, нека е здраво и живо синчево, мислам дека наполни година две. Февруари 2. Февруари на изборот на спортист, знам дека пред 2 години ми кажа дека Терзијски стана мајка. Да. И како се снајде после сето тој период во спортот повторно, како предизвик на што ни лепо почна? Па вака, секако дека е многу голема промена. Пред сето тоа што се случува во телото на една жена 9 месеци и потоа уште 9 да се врати во нормална положба, е огромна промена во било кое женско тело. Особено доколку се случува по прв пат, кога не сме свесни што всушност се случува, е малку по-захтевно, по-интересно, но исто така и непознато. Меѓутоа, сметам дека е најважна желбата во сето тоа, односно, нормално, најголемата среќа е да станеш мајка, да имаш дома некое суштество човече кое ќе да го развеселува за кое ќе живееш, како што знаеме да кажеме, да. Така е. Со раѓањето на мојот син Филип, секако дека се сносувам со други последици, односно непреспиени ноќи, запчења, болно, нездраво и така натаму, меѓутоа доколку добро се организираме во текот на денот, сметам дека е возможно повторно да се вратиш на спортските патеки, без разлика дали повторно како фудбалерка, одбојкарка или во некој друг дел во клубот. Јас успеав да се вратам да играм повторно, што е за мене голем успех. Секако со тек на самите години кои ни одминуваат, нашата сила и едноставно продуктивноста на теренот не може да биде иста. Да. Лилија, тебе ќе те занемариме во тој поглед. Кој ти помага, Александра? Секрава, Фала на мајка, прашањето. сама, Кажи си, сопругот. испрати благодарност. Ова не е мала работа. Да. Бидејќи вие треба да бидете на спортскиот терен, сте мајка, треба да приготвите, мислам, не знам. Треба да е одморена, наспиена, а тоа не го дозволува. Но ми интересира, кој е тој кој што ви помагам сам ова што ми го зборите, бидејќи не е ова обично извини. Одеш на работа во канцеларија, и во 3 сати. Мора да бидат од сабајле на терен, на тренинзи, па се враќаат, па поплавне повторно на тренинзи. Не само тоа, треба да има и енергија, да покаже продуктивност. Ако па замине па за титул да игра, отиде денот, значи мора некој да најде замена. Кој ти помага? Минатиот пат кога добив ова прашање, го ставив на прво место сопругот. Секој час. Нормално имав замерка од свекрвата. Значи сега Кажи си реално, кој го гледа повеќе, сопругот или свекрвата? Па добро, сега со оглед на тоа што живееме со сопругот посебно, нормално дека најголем дел од времето Филип го поминува со мене и сопругот. Меѓутоа, во оние денови, особено кога играм над превари во некој друг град, свекрвата е она која минува цел ден со Филип, така да они се најдобри другари, на нас од голема помош.
И мислам дека да немаме помош. Поздрав до мама или како ја викаш, свекрва или како ја викаш? Немој сега мама, сигурно не ја викам. Па добро, како не знам. Сепак благодарност и од наше да. име што вака се грижиш за да имаме Секој. успешна Имаме спортиска. помош од двете страни, значи И од мама. моите и од неговите, така да секој случај е голема помош, особено кога сакаме да бидеме присутни и активни на секое поле. И Само уште ова, ме Не, извини, интересира. вака слушајки те фајка страв тебе. Не, Или не. мерате фајќа. Не, ама тоа е реалноста. Сите сакаме да се оствариме како мајка. Да. И еден ден, дај Да. Боже, и јас да се остварам како мајка. И Едно, Ова што го а- слуша сега си викаш, леле, дали ќе се врата повторно на одбојкарските терени, па како ќе имам ли сила да играм одбојка, па кој се ќе ми... согласувам дека тоа стварно е голема желба. И ако имаш желба, можеш сите граници да ги бројдеш. Да. А ако немаш, ништо. Наравучение од мене, бирај свекрвата да ти е добра, да ти се погоди, да ти го гледа детенцето. Кога ќе се мажи. Шо ме гледаш така? Па така Мајката е. на сопругот ќе кажеш. Свекрвата де. Демек од Скопје не разбира. Има уште еден интересен момент, ќе се вратам и на тоа, само сакам да го спомнам, го гледав видеото, објавено на социјалните мрежи, кога си бремена. Што, за која намена беше направено тоа видео? Таму си бремена, на терен си, дали реално играше у некој надпревар или тренираше, за време на бременоста се случи тоа? Играше некој надпревар? Факт, искрено, јас кога останав бремена, беше прекината нашата сезона поради COVID-19, па сакавме на еден начин да ја искористиме таа пауза, бидејќи секако дека сакавме да станеме родители, а годините се одминуваат и оваа пауза беше едноставно правилно нешто за таков чекор. Тоа видео всушност беше направено по нашата свадба, односно кога го променив моето презиме. Па сакавме на еден поспецифичен начин тоа да го представиме, односно дека Ристовска излегува од игра и дека потоа ќе влезе истата личност како Терзицки, да, бидејќи до тога и се надпреварував како Ристовска, откако се породив и вратив на теренот, се надпреварував нормално како Да, Терзицки. но сепак не е Замисли, јас ќе ја без... заборавив дека беше Ристовска. Ти заборавив. Ти легна и изгледа презимето Мислите дека Терзицки. ќе бидеш Александра Ристовска Терзицки. Многу е долго. Некако на дресот не може да се стави се. Да. Друго интересно, колега, и двете не се струмичанки. Александра 12 години во Струмица, Ковачевик 3 години веќе 3 во години. Струмица. Да. Што ги задржа толку во За Струмица? Лиле знам дека првиот подкаст, ако не беше, токму беше со Лиле, ако не се лажам, или? Не подкаст, имавме класично Класично интервју, интервју, аха. како Значи, пробуваме. едно од почетоците кога ќе славиш ти јубилеј утре задутре, ќе не биде идете да ја поканиш Да, од Скопје. Да. Што ги Или е задржа Струмичанка? во Струмица А? толку Од многу? Скопје. Од Скопје, добро. Па кај да знам, и ова не беше Струмичанка, ама стана Струмичанка. Да. Таква е атмосферата тука, кога ќе дојдеш право. Нема бегање од Струмица. Како дојде до идеја, прво кажи ми, да играш овде за Наковски воли во Струмица? Па се одвиваше прво преку разговор со Хари Наковски и Александар Митев за една сезона договор со цел, пошто бевме стварно многу млад тим и се уште сме, со цел да влеземе во први 4 и да играме плейоф. Таа цел ја остваривме, не успеавме да влеземе во финале на купата и лигата. Имавме потоа нова програма, нов план за следната сезона со цел да влеземе во тие финалиња. Прошлата сезона игравме финале на купат. За жал изгубивме од работнички, ама некако собравме многу големо искуство. Јас како најстара во екипата, ама и помладите девојки покрај мене. И за оваа трета година да се надеваме на нешто повеќе. Веќе сме во првите 4, целиме кон голема цел што целат и другите останати 3 екипи, Да. бидејќи оваа година првенството е во најака форма. Да. Александра? Имаш прашање? грешам. Имаш? Не ви кажал, вообичаено се сведува на 2-3 екипи, ваа година ќе биде вака, 2-3 екипи. Да, ама првите 4 уште е неизвестно кој на кое место ќе заврши пред да А почне во однос плейофот. на стартот Додека лани веќе се се знаеше. знаеше однапред. И А кој сега, се... демек работнички нема да биде, сега ајде ние ќе напаѓаме, а? Па не, напаѓаат сите. Сите играат до последен поен и никој не е неповедлив. Да, апсолутно се согласувам дека
Но она што мене ми рече за една година, што беше причината? Сериозно те прашувам. Што беше причината што е 2 сезони, мислам 3 години веќе? Да. Договор оди инаку една по една. Така имам, такав ни е договор. Што те задржува овде тоа? Што беше она причината? Сигурно не само професионализмот, односно професионалните обврски. Претпоставам дека и Струмица ти вака убав град, не знам. Да, искрено ја засакав Струмица. Ама амбициите кои цели тимот, сакам да бидам дел од тоа и сакам да оствариме целта заедно. И затоа и останувам и сум се уште тука. Нормално. Има нешто, 3 години се преврзува за тимот. Јас се согласувам, ама некако пак професионално. Кажи дека Струмица е убав град, дека имаме добар живот. Кажав, ја засакав Струмица. Ја засака Струмица, Јас за животот не можам да зборувам многу, немаме време ние за тоа, можам да ти кажам за салите. Александар Терзиски си засака Струмичанец. Имам јас во Скопје. Може и тој да дојде тука? Па, затоа јас не можам да одговорам. Може би ќе имаш влијание, да, не се знае. А Александра, 12 години во Струмица, 12 години постои и ЖФК Тиверија. Тоа значи дека си од самиот... Како дете дојде? Да, од самиот почеток си Да, така. како дете. Да. Како започна твојата Па, приказна? најпрво дојдов како фудбалерка, меѓутоа оно што ме задржа е самата атмосфера во клубот и можноста за напредок. Потоа бев на семинари за УЕФА Б и УЕФА А лиценца, па почнав да ги водам кадетскиот и младинскиот тим на ЖФК Тиверија, со кој бевме шампиони на државата. А во моментот нашата Теодора Шопов, која е втора фудбалерка омажена во Струмица, Ајде, значи ги има добро, моментално добро. исто така ги зеде Б и А УЕФА лиценците, таа е таа која што ги тренира нашите млади фудбалерки. Потоа, како што одминуваа годините, некако бев заинтересирана да видам што се случува од другата страна на клубот, односно знаеме дека фудбалерките секогаш сме незадоволни и дека бараме повеќе и повеќе, меѓутоа оној дел кога треба да се обезбеди тоа повеќе, оно што е малку потешко. И како што каже во Тиверија добив шанса да седнам на она претседателска столче, да видам како се одвиваат работите од другата страна. А во меѓувреме, истовремено да знам и кои се желбите на фудбалерките, бидејќи се уште активно играм фудбал. Да, Александра мене ме интересира, на колку години дојде во Струмица? Па, на 17. 17 години. Како ти беше? Мислам дека ти си не си струмичанка од Гевгелија. Не е многу далеко, но сепак тој трансфер, тие први денови, не, види се, на 17 години и во моментов да си пуштиш дете негде на страна, некако е малку и дали посебно па женско, не, се уште ги има тие стереотипи. Зборам од родителски аспект. Како ти беше тебе кога дојде прв пат овде? Поискрено мислам дека моите беа свесни дека јас ќе останам во Струмица поради фудбалот. Овде запишав факултет економски на Универзитет Гоце Делчев. Најпрво дојдов да запишам педагошки, меѓутоа немаше таа година уписи и јас пошто по секоја цена мораше да останам во Струмица, само документите ги префрлив на економски. Кога се јавив дома само им кажав, ја не сум на педагошки, на економски сум и тие се смеја, бидејќи знаеа дека јас секако ќе останам заради фудбалот во Струмица. Го завршив успешно факултетот и некако додека студирав се приврзав многу повеќе кон клубот и едно кон друго. Женско чедро надвор во спортот професионалниот нема граници, тоа дефинитивно, не знаеш како ќе тоа унесен или беше, мислам ако не се лажам, Турција. Да. Како ти беше тебе вака? Од Скопје во Турција. Па искрено многу тешко, пошто одиш сам, без родители на 16 години, излегуваш 2000 километри далеку, значи од дома. Да. Можам да замислам на моите како им било. Искрено големо искуство за мене, за понатаму за животот. Побрзо созревање, разбирање на повеќе работи. Едноставно се осамостив многу брзо. Ми помогна, сега не ми е проблем што сум тука, мада веќе сум и позрела, повозрасна. Не се согласам со тоа постара, кога рече јас сум најстара во тимот. Само со тоа не се согласувам. Пред малку кога го зборуваме за наковски, дека сум најстара во тимот. Се согласувам дека можеби далечината те прави посилно да бидеш, но не е мала работа вака на 16 години да идеш во Турција и таму да тренираш, учеш. Беше голем предизвик и голем чекор пред се, можам да кажам дека беше, ама добро издржав и ми помогна за многу работи во животот. Добро, турската облика женска во посебно. Мислам дека нешто во првот беа сега. Да, освои европско првенство. Така.
Да, добар чекор, добар избор сте направиле во секој случај во тоа време. Ама се надеваме дека со Наковски воли негде ќе излезе на левот. Па јас искрено се надевам. Значи јас потајно се надевам. Да. Мислам дека си ти тренер од другата страна, работиш со младите во Струмица. Работам најмалите? со најмладите. Значи има група и од прво до 9 оделение, јас најчесто одам со тие од 6 до 9 оделение. Тренинзите ни се одвиваат попладне, значи негде измеѓу моите два тренинга, кои имам саба или навечер, тие се одвиваат попладне. Значи, многу интересни деца, многу интересни карактери. Прво имам што да научам од Хари и од Аце, како ствари се одвива еден тренинг за млади деца, каде што треба многу да се обрне внимание на почетоците. Да. Не е тоа како со нас. Ние веќе сме до некаде и готов производ. Изградени личности, да. А со нив треба уште од самиот старт да се почне. Исто и Александра тренира млади, мали, ајде да кажам. Мислам дека и тренер на млади. Добро, како ги сме. Сакав да Знам прашам. кадетки, младинки, дека и тренер. Па моментално во женскиот фудбалски клуб Тиверија постојат 3 генерации на младински екипи, младинки, кадетки и оние пионерки. Тие се девојчиња кои се родени од 2012 до 2015-16, каде што моментално имаме најголем раст на заинтересираност. Што многу не радува. Да прашам, дали има интерес кај женската популација? Моментално, мислам дека оваа година интересот е поголем за разлика од претходните, особено кај најмалите. И тоа што ме радува е што токму родителите ги носат на тренинзи и се многу вклучени во тренинзите. Многу често се организираме да ги однесеме девојчињата на надпревар во некоја сала надвор од Струмица, дали во Турново или било каде, а тие се баш ангажирани и сакат да земат и други девојчиња и да возат и да бидат со децата, што досега не е било случај. Па сега да знаеш како вас ве гледат од Наковски, од Струмица жени, од Македонија, Марс, од девојки. Па мислам дека ние полошо ги гледаме. Да видиш тоа борба е за дете. Да. Значи ли тоа дека се руши таа, ајде да кажам, стигма ли да ја кажам дека женските не се за фудбал? Дека и веќе струшена, следејќи го ЖФК Тиверија, ако не се лажам. Тој податок не го знаев, дека се повеќе и повеќе женски има што сакаат да тренираат фудбал. Почетокот беше на времето не беше така. Имаше многу девојчиња кои сакаат да дојдат, кои играа на улица со машки фудбал, а од дома не им беше дозволено да тренираат фудбал. Меѓутоа, искрено правевме многу проекти. Имаме еден проект Дај девојките играат фудбал, каде во сите основни училишта држиме час по фудбал, заедно машки и женски смешано. На почетокот машките ги гледаат девојчињата како со подценување, со подсмев, меѓутоа моментално кога ги правиме тие проекти, каде што имаме вклучено веќе наши фудбалерки кои се тренирани и знаат, доаѓаме до ситуација каде што девојчињата им дават голови на машки голмани. А знаеш ли, извини, а знаеш ли овој израз, мале како те издрибла? Не. Јас се женско да те издрибла. Женско да што е тоа, да го врти со топка. Па објасни ми. Ова е веќе жаргон од спортот во вакво нокмиоџи. Како ти издрибла ова? А од бојкарка што може да му направи? Од бојкарски нешто жаргон да се каже. Факт е дека да се повеќе младите или родителите имаат поголема иницијатива. Како те блокираше ова? Тоа е добро. Како те блокираше? Како блок ти даде? Како те блокираше? Или тоа кога удирате ас, кога Тоа добивате е ас. Ас е поен ас. добива. Кога се учиш поен. Иако женската да те се оби да те смечира, ама ти добро се држаше, брат. Добро се одбрани. Да. За поздрав е тоа што родителите се повеќе и повеќе инсистираат децата да им тренираат. Морам да признам, мери дека тоа е резултат на упорноста на управата на женскиот фудбалски клуб Тиверија, на вистина низ повеќе проекти и прекосрте на сите стереотипи дефинитивно. Тоа што на почетокот ова беше можеби многу одамна, се сеќавам, имав и јас една внука, Марија Зимбако, ќе ја познам сега е во Германија, беше од Босилово и кога таа играше фудбал овде некако во Босилово и се смеа зашто игра фудбал. Тоа го дискутиравме пред да се уклучат камерите. Ако мене лично ме прашаш, но не е случај ако пак женско заигра одбојка. Тогаш си горд. Да, не знам тоа е кај нас мајките. Како бе женската фудбалер се знае, женската треба да тренира одбојка. Се уште го имаме тоа.
А зошто обука, например, не го Демек ни ќе биде- кошарката, ниту ракометот, мислам. Ама По кое правило да биде? Збориот е по женски спорт, мада спорт ето, е како демек да го мажите, дефинираме? ако играат обука, што се? Сега Ќе станат Јас да- спорт е спорт. Нема, Јас да. мислам дека Струмица општо бидејќи е најодбојкарски град во Може, државата, можеби, нели, пошто знаеме дека и во мачката репрезентација Да. сите се струмичани, мислам дека од таа гледна точка повеќе родителите сакаат децата да им играат одбојка, особено женски. Да. Во Дојранско, Ама- например, ќе кажат фудбал. Нема друго. Нема друго, заради Истатов тоа Не, се. да, Истатов беше Да. хубав. Ама жално е што во Струмица има се помал интерес од мажите за одбојка. Точно. Има повеќе На женски да, кои тренираат машките одат одбојка, повеќе на фудбал, женските одат повеќе на одбојка. И секоја чест, пак ќе кажем на Ама Тиверија, вие вашата слушаше, рече се, заложба оваа дека има. сезона има многу и вие сега лути, ајде мека Ние треба да направиме еден проект заедно сите женски клубови и да правиме едноставно сите да ги Иницијатива. собереме и кој зашо го бива таму да го пуштаме, не? Сите секаде. Па може, да, тоа би било стварно добра идеја. Најбитно од се е младите да се бават со спорт, Да, тоа е а најважно. потоа самите нивни, како викаме, карактеристики или квалитети ќе покажат на кај треба да води. Они веќе кога доаѓаат 7-8 одделение гледаат дали ги бива за тој спорт, дали не, и веќе ако или до тогаш ако немаат одлучено, веќе они во средно знаат дали ќе продолжат со спортот да се бават или не. Од спорт почнуваат како мали, можеби, не знам, најчесто родителите се тие што ги пуштаат децата на спорт и можеби гледаат каде им одат другарките, каде има голем интерес. И тоа Да, многу обично малите влијае деца кај не малите знаат деца. сами каде има Да. пари. Оди во фудбалот има повеќе пари. да Кој прашам. го кажал Така тоа е. грешка? Тоа сега ме интересира. Оди во фудбалот ќе имаш повеќе пари. Во Истина е дека одбојката не. Александар Терзиски заработува од ЖФК Тиверија 5000 евра месечно. Само 5. Прашувам. Па не се крив сега. Не, може И да почна да те чеша Не, нешто. може да искористиме оваа прилика чисто да кажеме на сите оние кои имаат вишок пари да ги внесат да ги вложат во спортовите во Струмица, без разлика во кој. Како Да удар ова, значи потпомогне. како ме издрибла сега Како со те тоа. издрибла? Како ме Па ти издрибла. прашај сега и колку Ова е за најава. Значи, Парашав, ме издрибла. Добре. тие податоци ако ги кажеме у јавноста ќе ни кажат да ставиме клуч на стадионот и да не играме веќе фудбал. Не вака, не са, не вака. Се До пак има толку- добро. до толку А, е, Не. Има. Добри суми паѓаат во женскиот фудбал. Женскиот фудбалски клуб Тиверија моментално Зборам за е- женскиот фудбал. Сега Не, женскиот фудбал во светот и во Македонија два различни спорта. Но се обидуваме и предпоставам таа е целта и на ФФМ и на нас сите да се стремиме да одиме од година на година скалило погоре, што е немој да мислиш дека е постнишна Да. иста идентична да, е сликата. да. Факт Дали е има и дека сениорска се- репрезентација? Има вратена после 2-13 години. Она што имаме ние репрезентација во Да, обојка. до е. толку Да, пратам и јас. Да. Факт е дека клубовите се борат за опстанок. Можеме Не, така да не, кажеме за опстанок. тук. За Па, финансиски да се опстанок, стабилизира да. тоа. Замисли да не можеш да си финансираш квалитетно играч и сите да бидат задоволни, да се покаже квалитетна игра и стварно и спортот да го дигнеме на малце повисоко За ниво. жал има и такви клубови низ Македонија. Поголем дел Да, од клубови. во сите спортови, значи не само одбојка, фудбал, буквално во сите. Колку клубови има во Македонија Чекај, женски, јас не знам. Праша Шо? по женска линија и блиска линија таму со Хари Наковски, колку се Да го колку од поздравам Скопје- Хари Не, не, Наковски. За колку од Скопје дојде овде. За колку пари? А ова Сопот Ајде има. да видиме како Сопот блок има. ќе ми даде. Како блок ќе ми даде? Не бе, не прашувам. Да не Подобро пред да те одбијам, пред да те изблокирам. Подобро, да. Да, тоа го Не, љубовта е констатиравме. пред се поголема предпоставам кај спортистите и желбата за докажување. Да. И јас некако не можам да се соочам со таа реална вистина и ми велат вака. Да, парите се дам, еден важен сегмент. Но не си свесен ти кога излегуваш да играш на терен или на паркетот дека желбата е да се докажеш, да покажеш дека си Кога излегуваш не мислиш колку пари изимаш, не да. мислиш на платата дали цела ќе ти легне, едноставно желба Не, да знаете победиш. зашто? Побитна ти е публиката, Нормално. Оти овациите колешката од ми беше публиката. Имаш поставено многу едно прашање прашања, тука, колега, некај едно беше 30-40 кој е- прашања. Да, 40 прашања за глава се фалти. Како бе 40 прашања? Кај ги Ќе смисли? си правиме обед. А? Што ги мотивира? Не, беше за ден пред тренинг или пред утакмица. Не, имаше едно прашање, демек што ме мотивира да нешто пари, да. плата.
Без Па плата рекоа, нема не е мотивација. се во парите. Не, Море. има и многу љубов. Сега кога ги гледам овие прашања, како да ги најдем. балансирате училишните спортски клубови? Обврски, мислиш на што? Училишни. Не, јас мислев за Ти младите, што мислиш, тоа да трети биде што мислиш? како порака. Младите многу често знаат да кажат, си имам и јас дома. Наднаслов ставила совети за млади спортисти, да. Значи, тоа е се убаво конципирано, направено. Па дури имаше и технологија и спорт. Тука не се согласувам, бидејќи Знаеш зошто технологија и спорт? тука Александра може да се вклучи. Има тоа спорт лиги веќе, како се вика, и фудбал. Да. Ова навистина малку многу е проширено ова низ светот. Веќе се формираат и екипи, се играат на големо, ова реално нема физичка активност, тоа седеш и Тоа повеќе ментална активност, дали да размислуваш кој каде што. ова не е далеко е од спорт. Ама ви помага тоа после кога ќе излезете на терен? Па најчесто оние кои учествуваат во тие лиги зборам, не да. се активни фудбалери, не се оние кои трчат, туку оние кои го гледаат фудбалот од некоја друга страна. Да, добро, говори. Може да се вратиш. Не, јас сакам да прашам дека има многу програми за тренинзи, за како да се одржува кондицијата на сите спортисти и се тоа се случува на интернет. Има таму баш програма да се слегнеш и да се водиш по неа и да функционираш. Колку тие технологии, колку тие платформи ви помагаат на вас спортисти да се одржувате? Порано немаше, се знаеше, беше само терен и толку. Сега имате фитнес програми, не знам какви кондициони вежби, па такви вежби. Колку ви помага технологијата во спортот? Па, помага. Нашите тренери се задолжени за тоа, за да ја спремат програмата на неделно ниво. Кај нас така, оди на неделно ниво, што и како ќе се тренира. Во теретана имаме програма секој 2 или 3 пати неделно одиме у теретана. Тие денови различна теретаната, спремна е одаце, ни даваат готово, сигурно они гледаат, учат, пошто нели човек учи додека е жив. Да. И они ги препремаат тие, ама многу помага за да одиме напред на повисоко Значи ниво. сепак технологијата е нешто плюс. Кај Голем вас се фактор. случува тоа во фудбал? Има. Најде уште едно интересно пречекај. Пак, најчесто тренерите се лиценцирани луѓе кои работат нешто што веќе го имат изучено. Интернетот само ни помага да ги усовршиме некои работи и да одиме малце кон по-сериозно, по-ново нешто што би било по-интересно, а сепак да ја задржиме целта на тренинг. Проблематиката во фудбалот и одбојката е сигурно многу различна. Меѓутоа, исто и ние имаме припремен период каде што се трошиме максимално, каде што тренираме по 2 пати дневно, каде што идеме на теретана и така натаму. Додека кај нас најголем дел од тренинзите се одвиваат на стадион, бидејќи реално таму се случува и надпреварот. Така да ние дури и поголем дел од фитнес тренинзите ги правиме со реквизити на самиот стадион. Да. Јас имам прашање, и до Александра и до Лидија. Александра, ти си паралелни тренер. Добро, не одете во субликуване, со оглед дека не знам како по другите градови, овде бидејќи играете на теренот со вештачка трева, значи се собирате на место. Што во тие 15 минути или 10 минути им делиш како совети на девојчињата? Многу ме интересира. Ги критикуваш, го повишуваш тонот, нервозна од некоја неискористена ситуација. Не знам. Многу ме интересира, сакам да бидам присутен во тој момент. Се зборуваш за надпреварот, да самиот или на надпревар? Не. За време на надпревар. Прво полувреме завршува, Имат пауза. пауза, 15 минути колку е. Што? Ако останува збор за младите категории, на тие 15 минути јас Па добре, за сега сениорски, моментално, па на пример не ми е иста улогата кога останува збор за млади и за сениорски. Кога останува збор за младите категории, сега заедно со Теодора, сега се трудиме да ги мотивираме без разлика дали губат или водат во моментот, да дадат максимум. Како ги мотивирате? Што им велите? Тоа ме интересира како. Добра си, Лиле, добра, само продолжи ти по левата страна. Вакам Кај илустративно. девојчињата е многу специфично дека ако ти кажеш на едно девојче дека е добро, останатите 10 чекаат да кажеш дека и тие се добри. Значи не смееш да испуштиш ниту едно девојче да биде пофалено, бидејќи она Именувано. точно. Значи или Повеќе треба да емоции зборуваш има ти. купно за сите заедно или мора секоја да ја кажеш по име дека е добра или ти направи вака добро, ти овде направи добро, ти и така Се малку враќате да на ги некоја дигаш. грешка, Да.
Кога кажуваше работи со... бане или мери тоа не ти чинеше ова додавање, Да, требаше да. можеби пас напред, не знам, кон напол. Тие имаат време. А замисли во одбојката. Не. Тајм аут 5 секунди, за што ќе им одбојката нешто каже? многу ме интересира, што секогаш Што го ќе им прашувам каже? и никако не добивам одговор. Лиле, добивате поен Добро. и сите кои од нели овие шестите позиции се собирате на купче и се чукате тука. Што си кажувате тука? Ништо, браво, се радуваме, викаме буквално. Ама и кога Ама губите, и- да, и а кога што не ви- взимаат поен. и кога не взимате поен, што пак и се собирате што Да, тука да се смириме, најчесто да го заборавиме тој поен и да одиме на следниот, пошто ако мислиш на грешката, ја повторуваш и најбитно е грешката да ја заборавиш и да се фокусираш на следниот поен. Но имаат навика, после секој- навика ми е, Тоа не е знам. поддршка. Тоа е поддршка. Замисли на фудбалот да треба да се собираат. Не, Да. за фудбал се радуваат, одат се гушкат тамо и рипат, скокат, ама по секој поен гледа како навика на сред да се прегрнеме тука. Опа, мислам, не знам. Поддршка, едноставно, да. Ама опа нема кога губете. Па нема, тука ќе си кажеме, ајде, може, продолжи. Имаме уште едно прашање. Малку сте ми чудни вие одбојкативе, па нешто дигате раци вака, кога нешто као блок или не знам, ас. А тоа е... Као го нервирате Нешто- противникот? Не, тоа Не, е... тоа добивам чувство дека Малку сакате да го иритира, нервирате. малце иритира, да, Може да иритира, ама не е тоа смислено за провокација, едноставно тоа е знак како славиме кога ќе фатиме блок. Аха. Да. Кога ќе фатиме блок, така креваме раце сите горе, кога ќе земеме ас, скокаме во средина, сте приметили? Да, тоа е знак на наш знак, наш Па осмислен не за знак. мене вака од страна ми дела како иритантно, дека сега ве фатихме блока. Па сите екипи имаат. А искрено, јас си ветив на Александра дека ќе почнам да одам на нивните надпревари. Не сум била на женски надпревар, како тие се радуваат. Тане Како Коџабашиев прашај. Како се Тане радуваат? Коџабашиев го праша. Тане кажи ни како се радуваат женските Наше игри. снимато поздрав до него. Поздрав Тане. И не сме го поздравили, знаеш колку време не снима, не Ќе сме го го поздравили. викнеме на подкаст да не дојде на крајот да. на А годината. ти Му мене колку спремам да нешто. викнеш? На крајот Со на 40 годината. прашања. Со 50 за тебе. Има 3 сати да трае. Ајде. Како се радувате на постигнат гол? Има разлика од надпревар до надпревар, има надпревари кај што постигнуваме по 10-15 гола, искрено Леле. нема поента да се гушкаш 15 пати голманот да истрчи 100 метри, да се гуши и да се врати назад. Меѓутоа најважни се оние голови кога се дерби надпревари упитај, кога се бориме за повисок пласман на табела, тогаш може да се гушкаме по 5 минути на стадион и бидејќи сепак тежината на тој гол е поголема. Ама има разлика помеѓу машки и женски во фудбалот, нели? Како го доживувате? Така Спорт е спорт. рипате? Не, машките Спорт е знаат спорт. да рипат, па да одат на кај Ти не публиката. си видел девојките Па не како сум, радуваат? тоа сакам. Па Леле! ништо, кажа дека ќе дојдеш на надпревар и ќе видиш. Морам да дојдам да видам да си ја... Може да го изтрчат и цел тема. Јас ќе трчам додека игра. Може. Колега, многу прашања. Не знам, јас Не ги- искрено ти да кажам. Да. Она што ме интересира пред надпревар. Имате ли ритуали? Убаво прашање, мене ме интересира. Еве играте со кој е сега не битова, кој беше овој вашиот конкурент? Љуботен, Каменица. Каменица. На Каменица мислам. Добро. Дерби надпревар, имаш ли ритуал пред да излезеш на терен? Искрено немаме ритуали, Не, единствено. ти, за други не знам. Не сакам да зборувам, за тебе лично се вака излекуваш. Това не е мојот ритуал, ја кога играм надпревар, особено у гости, мојот син чувствува дека утре нема да бидам тука и он не заспива рано таа вечер. Така да немам ритуал некој посебен, единствено пред надпревар вечерта се возиме со кола да заспиме побрзо. И ова За да може да се одмори. Со неа што правиш, се возам во автомобил со синот. Да, на тој Тоа начин го имам и заспива. јас правено, меѓутоа не сум женска уклучена во спортот Добро, и ти претпоставувам дека е многу Добро, ти тешко. трчаш 15 км, 40 км, 20 Цела км, Македонија ме маратонка. научи веќе дека трчам. Немаш ритуал? Така некако чувство, трема, нешто, не знам. Збореме сега како фудбалерка Александра. А како фудбалерка, со оглед на тоа што имам играно Европрезентација, Да. тие надпревари можем да кажем дека се чувствува трема повеќе, бидејќи играш со непознати противници, со држави кои се многу понапредни од нас. Меѓутоа, за нашата лига моментално можем да кажем дека после толку години играње не чувствувам трема, единствено чувствувам страв од
тремата на моите соиграчи, бидејќи се многу млади, значи повеќе од нив кои играат се по 15-16 години. Моментално нашата екипа е на возраст од 19 години. И Да. повеќе ме млади, плаши нивната трема Горе. отколку мојата. Да. Се огледа дека си долго во женскиот фудбал. Дали жените фудбалерки имат сочни цовки косовиите? Или Да, искрено, моментално судиите се многу заштитени и имат едно ново правило нула толеранција. Добро, ама и доколку можеш ги вака, исцуиш, ти следува вака директен на страна, црвен картон. ау. Иначе Значи, на страна да. без да те види. Ама Има знаете да разлика се од нервира. фудбалерки кои се, например, да кажем... темпераменти, значи не директно во фаса. Значи, гледам дека Да. скришно да го направи. Има сочни цовки, вака нервозно. Па има и во... Да. Има. Има. Не од сите фудбалерки, меѓутоа кај нас особено има една-две фудбалерки кои се многу лесно така може да се изнервираат и Да, Александра? не, јас само ако ги си- погледнам знаат дека не смеат да пцуват повеќе. А ти си смирена за време на преворот? Тоа е добро наискусна Нема мора и таа. изливи, да. Кај А нас- има и во одбојката Не, кај има. цовки таму, вамо. Има, ама Не, никогаш остави- директно, Не, да. Нормално. Тоа е емоција што излегува. Ве гледа Кога се одгоре, ве гушка, гледа. Да, или кога се гушка таму кога ќе се гушнеш, случува. можеш да кажеш нешто. Во глобала стварно нема безобразни зборови, ама Не, види, тоа со намера, значи да, во момент на афектна ситуација, да, да. момент на нервоза знае да излезе, ама гледаш да не се слушне или да се свртиш, да ставиш рака, пошто има еден судија горе, има тука, доколку има камери, се гледа, ако оди на телевизија посебно, те гледаат на телевизија во уста ти снима. Не, тоа туку па и кога се добиваат поени по овие гримаси на мрежа, се Има малку провокации, да. Тоа, ама знаете како ги одглумуваат овие радоста, тоа е пак да внесеш деконцентрација, да ги демотивираш па противничките. Не знам дали Ете така, во моментот на игра дали се свесни за тоа што го прават или Искусните. Искусните, Се сегаш да. на европско кој беше сега не ми текнува за овој поенов дали беше тоа Филип кога дискутабилен дека и кога мислам дека со мрежа играше за да се пласира на првото европско. На првото, Филип Деспотовски. Да. Деспотовски. Знам дека имаше и анализа Да. и никогаш не призна. Да. Ете така. А многу Дека намерно го тој има поен многу направено. им требаше. Да, тој поен ги донеси буквално И на ги прво донесе, европско. да. Да. За фудбалерките, не знам, фудбалерите знаеме дека глумат на терен, ќе падне за да издействува фаул. Ау, па Тоа, има и кај нив, леле. Ама кај одбојката, Кај не го знам нема колку тоа. има можност за глума таму. Да видам искрено, женскиот фудбал има помалку глума од машкиот. Аха. Кај нас се случува, особено бидејќи кај нас напред играат помлади фудбалерки, буквално треба да ги убие некој, да они паднат и ние добиеме пенал. Ние сме екипа која има најмалку шутнати пенали, бидејќи не паѓаат. Сакаш да зборам кажеш, за чеки, душевна чеки. категорија. Женските се похрабри, Општо нема Види, такви види. глумци во женскиот фудбал како што има во машкиот. Не, знаеш, кога е Секој е 1-1, па овој резултат ги одговара, па Секој е нели чест. сте гости, пак пак е повреда или пак ќе се намести топката. Ова е се Да, тактички да се Да, одземе да, колку да. што може повеќе. Па Време, тоа да. е вид глума сега, да не Да. се залажуваме, но тоа е тактика и тоа е дозволено во Да. да. во фудбал сега. Има ли глума во одбојката? Знае да не да падне, ама Не. некако да се случи Нема нешто глума, нама. Ако ептен сериозно мора да влезе доктор и мора да го извадат повредениот играч и да влезе одма замена, за одма да продолжи, пошто Да. не е на време и нема до толку Да. многу време да се чека. Кај нив мислиме на време и посем ги надополнуваат тие минути. Па си користат да си. Да, ама користат надополнувањето, иако со новите правила као реално ќе го надополнуваат, ама не е баш Па толку. не, тука ако си добар одма стануваш, вртиш зглобот, што и да е, не знам и Ако боли, продолжуваш. излегуваш, ако не боли, многу боли, продолжуваш. стварно, тој на фаца се гледа одма. Да, Дали боли или имате не. спортски повреди? Имаш ти спортски повреди некој? Не дај Боже. Не Јас дај Боже. имам, да, ама толку сериозна со операција не. Последна е Лена што ни се повреди, не за уште во фаца и се гледаше тие сериозна повреда, Сериозна. дека тоа не е глума. Да, да, да. Чим не може да стапне одма кој ќе стане, стварно е сериозно. Да. Не ја прашавме Лики каков ритуал има пред надпревар. Пред надпревар. И верувате ли Па? и дали веруваш во Мале? Да, да, Во и тоа Мален? сега. Например, ќе видиш некој, Мачка. И ќе ме видиш мене, а јас сум на Мале. да, колегата предбиди свој. Сега ги гледаше и двајца некако- Како ли ќе наследна? Знаеш, има некој суеверие, леле, го видов овој пред надпревар, знам дека ќе изгубам. Верувате во тоа? Не, јас не верувам. Пред надпревар
доколку играме тука, ритуалот е тој што сакам да се отспијам убаво со ваљето, значи дока е 9-10 саатот, да доручкувам, да се напијам кафе со играчите од клубот и после тоа да одиме да одмараме. Ручаме и одиме во сала, таму се спремаме и психички и физички и почнуваме со надпревар. Да. Ден пред надпревар, ако е многу битна утакмицата или е добар противникот, гледаме видео, анализираме, спремаме тактики. Да. Вие имате карантин во фудбалот. Има. Ама кај девојките не сум сигурен дали го има. Знам дека во одбојката нема тренерот. Како бе, нема карантин? Имате карантин. Има карантин секаде, тоа е право на клубот, дали ако треба да патува во Тетово, еден ден да се аклиматизира или 2 дена да биде таму. Точно, ама ние патуваме за само до тука Скопје и до зборувам. Штип. Не, има право, тоа сакам да кажам. Значи Скопје ни е најдалечната Ама дестинација. тоа е пари се сака. Па на Карантин парите тоа се е значи враќаме. да сите на едно место да платиш и Да. ручек и доручек, ова пари си сака колешки. Искрено, нас најдалечна дестинација ни Струга, меѓутоа јас верувам дека најголем удел во надпреварот во тоа како ние ќе се презентираме е нашата глава и дали ќе трчиме, а не дали ќе спиеме таму или не, бидејќи сега на пример последно игравме во Струга кои се исто бодови со нас моментално на табелата и победивме 1-8. Добро, ама Не бевме на карантин. да, ама Александар има па едно друго правило. Сега јас не сум фудбалски стручњак. Вие мора да станете да тргнете некаде околу 6 часот научи. Да. Не е малку. Ако Мислиш дека се изморени? Па види, од Струга од Струмица до Струга најмалку е едно 5 часа патување. Да. Каде би Да, доручкува? да. Дали бе, стануваш во 6 сатот. Сега не сме ни авионски летови за од Пак тој само аспект третирање, можеби да. е потребно. Но ова го прават само големите клубови. Да. Нашиот, например, нашиот ден кога треба да играме во Струга изгледа вака, секој доручкува прво дома. Ама во 6 часот. Да, потоа ручаме во Прилеп. Правиме пауза, ручаме, тргнуваме порано. Да, ама во 13 часот ако го играте над преварот? Па не, игравме во 3. Зборам сега, не, сега завршува се сезоната. 13 ако го играш, знаеш, не е баш вака од тој аспект збора дека е можеби потребно да се По-добро, размислува да, со оглед на меѓутоа, времето кој што треба Секако да се дека е направи. потребно, секако дека поред мене Ама самите ова, и фудбалскиве фудбалери- стручњаци нека го мислат. Мене Да. ме интересира. Ништо приватно не ги прашав. Не, што приватно. А времето ни мине. Си кажа, мислам... Залюбена, омажена, Може ќе го станува донесе во тука од Струмица. Струмица. Како ти изгледа еден ден? Станува Александра во колку, што прво прави, па каде оди? Или не станува Многу со ме детето интересира. е. Како е изгледа еден... трудно. Не, еден твој ден и како фудбалерка, и како жена, и како сопруга, се. Ме интересира од сабајле до навечер. па Со исклучок, нели, на спалната. Таму не сакам да се меша. во принцип Филип оди на градинка. За среќа седи на градинка мирен, така да јас станувам прва во 7, си го пијам првото кафе на раат. Кај 7:30 го будам Филип, го спремам за градинка и јас го носам на градинка најчесто пред 8:30. Моментално по оставање на Филип во градинка и одам во канцеларија, кај што работам за Академија Панда Врера Струмица. И зависно од тоа кога ми е тренингот во текот на денот, седам во канцеларија до тогаш. Најчесто ми е поработно време, некогаш поради девојчињата кои ни одат на школа, знаеме да направиме тренинги порано. Па мене ми е навистина добро и среќна сум што имам флексибилна работа и што луѓето кои работат таму со мене Добро, за доручек што имаш? Кој ти прави доручек? Што јадеш? никој не ни прави доручек со сноѓаме. За сопругот? Па сопругот има дома јадење, може да стане Значи, да се јави. Мојот значи, сопруг работи од дома. Не, ама и тоа го размислуваш, треба да размислиш што ќе... Па најчесто ден унапред ние се договараме, си Тоа позоруваме. Значи, видиш Многу пати и ручекот тој го почнува, го припрема, па јас кога ќе се вратам од тренинг веќе до некаде, па го приготвуваме. Да, што се заблагодари на Браво. самиот Кога почеток. свекрвата слободно он направи ручек. Браво. Значи кога се има слога и Да. кога се има добра организација И разбирање. и разбирање, И да. тебе кој ти готви? Па Ако јас кај неа се крвата. за доручек сама, за ручек и вечера имам. Ми готват. Да. Но сама живееш тука? Тука Или сум сте со- клубски со другите девојки од Со страна? Мила сум тука заедно во стан. На Сабајле стануваме, ако имаме теретана, одиме на теретана, не доручкувам пред теретана, се враќам, после тоа е доручек, може некое кафе, почнуваат тренизите со децата. После децата
има ручек, после ручек малце се одмари и се оди повторно на тренинг. И тоа е секој ден, во сабота има надпревар, а недела ни е слободен ден. И недела... Не се случило, не мислам дека недела или недела не играте? Не, млади категории Обично играат младите недела. Ама- категории, но имате ангажмани таму. Па, јас немам се уште. Добро, збора Да. сега, може би вие немате, но сепак можно и недела да имате ангажман. Да, Можно. да. Можно. Тоа Можно значи дека или- немате време за приватен живот. И како немате? Недела ако е слободно, Па, по тој распоред. Како немате? а доколку се игра понеделник на Сега се слободни. телевизија, Не, нема ни уште- викенд слободно. Уште колку имате од Уште сезона? 2 кола и Да, пауза. вие сте слободни. Да. А? Ние сега имаме живот. Сега Иван Живот. Да. Знаеш, ова со спортистите, посебно фудбалерите, навистина да те вадат такт. Значи, тие мора да одат на одмор некаде Јуни. 28 мај, веќе да значи од тука веќе до некаде 20 јуни. Од 20 мај тоа е одмор. Од една страна и повеќе, значи не сме да размислуваме, не дај Боже, не сме да се размислува друг викенд, како ти на пример, и текне тебе во октомври, ќе идам за Австрија, ќе се трошам там до Виена. Нема. Добро, да, тоа е и, ризикот кој го презимаат кога стануваат професионални спортисти. Па и ти си Мене пак- професионална, ама сепак си даваш Ама и тебе така, ти давам одишка. одмор. Да. И тебе ти давам. не платен. Па сега, па иде да му го платам од озгора. А Но па зашто мене да не? пак, ајде, уште тоа само од женска перспектива. Многу ме интересира и сакам да им не знам дали би бил совет за сите млади жени кои сакаат млади женски наши чеда кои сакаат да се посветат на спортот. Како функционира? Може ли жена да се посвети, да биде, например, спортист, тоа да е кариера, тоа од така да заработува, што се случува, какви се вашите планови, можеш, се гледаш ли во иднина да бидеш фудбалер, тоа да ти биде главна, не знам, и извори на финансиски средства и да не се занимаваш со ништо друго. Може ли тоа да функционира кај нас? Јас мислам дека е многу важно личноста пред се да се посвети 100% на оно што го сака. Кај нас многу често сакаме да спортуваме, ама сакаме и нешто друго покрај тоа да правиме. Сега тоа нешто што ни го Тоа. одвлечува вниманието не ни возможува 100% да се нели насочиме кон спортот. Јас прво да кажеме, додека сум во Тиверија, сум и во ФК Академија Панда Брера Струмица, така, иако сум сепак во спортот, тие се две различни граники, кои машкиот и женскиот фудбал се доста различни во врски она што се случува во текот на сезоните и така натаму. Меѓутоа, сепак си најдов простор да бидам повторно во фудбалот и бидејќи тоа е нешто во кое се пронаѓам и во кое што ме исполнува. Сметам дека секој еден кој сака да биде... Ако професионално се да. посвети, зошто да не? Да. Иако, може би од другата страна, размислував и јас, Да, се некако зависи ми е од, се зависи дискутабилно од тоа се тоа. колкав е буџетот на клубот кој што го има. Сега, ако евентуално нема средства, да, љубовта постои, ќе тренираш ти, може да бидеш тренер утре за утре, но таа тренер некош од љубов, ама од љубов не се живее никош. Да, нели? да. Апсолутно, Па за тоа тоа спе кажувам избора. и Дали си може да треба биде и извор на финанси, екзистенција, не може да биде до некаде, се во зависност колку клубовите имаат средства. Во Македонија, мислам дека не се баш во тоа најидеална ситуација. Ама мислам дека е битно и правите луѓе да се околу тебе. Да посветат внимание ако веќе си одлучен да целиш кон нешто повисоко од тука, да ти посветат внимание многу. Подршка. Да. Во смисла фамилијата и клубот. И фамилијата и клубот да има и добри тренери позади тебе кои што ќе те научат за многу да одиш на повисоко ниво. Да, има тренери кои што веќе нели овие со лиценци како се викат на меѓународни, па може да бидат тренер надвор од се е начин на докажување она што го рече Александра, ако инвестираш и ако се посветено работиш, можеш бидејќи Да се најде начин како и да се живее Наташа од на пример спортот, заигра во Барса, ако не се лажам. Да, сега е во Леванте. така. Има игра Да, во што Барса, значи после дека ја- има можности, но барем во нашава земја тешко, но има, може да биде и судика. Да. Утре за утре, исто така и во Исто, да. во женска може, но она што ако си посветен на она што. Упорност треба, Да. работа и посветеност, да. Да. Добро. Ако не беше одбојката Лилија, со кој спорт ќе се занимаваше?
Мислам дека со кошарка. Мислам дека таму ќе јас почнав уствари со кошарка, не се пронајдов и продолжив на одбојка. Мислам дека ако не се пронајдов во одбојка, повторно ќе ме вратеа на Кој те кошарка. однесе на одбојка? На одбојка? Или од школа, така, не Од знам. школа, Аха. наставничката по физичка. Што ти вика? Ти, Лиле, одбојкарка ќе станеш. Така, височка ме виде, ајде да одиш женски спорт, ајде да пробаш, тука до школото се наоѓа и Од тогаш е тоа пак едно 10-15 Да, години пак е женски било спорт. кошарка е машки, оди на Форца женски. клубот се наоѓа одма таму до моето школо, кај што учев и вика да одиш во Форца да пробаш и И се што пронајдов. ти кога прв пат почна со ова, тука ќе јас ќе станам ли одбојкарка или? Па искрено видов дека имам до негде, се тоа мал се познава и од мал, дали некој има фат, дали и малку има талент, дали има желба за работа. Се осеќа тоа. Примач. Да. Знаеш што е примач? Знам. Добра. Терзиски како се навлече во фудбалот? Искрено имам брат, поголем од мене 2 години. Значи тој беше по... Да, и пораснам во едно мало кај што 95% од децата беа машки. Така да околу мене цело време се играше фудбал. И јас бев едноставно И што ти принудена викаш да во играм малата, фудбал. ова машкаданката. Со брат ми само се каравме, сите други сакаат да играм фудбал, само нормално брат и сестра мора да има тука некоја Ривалство имаш да, ли? и не може да играш фудбал, сите се машки, само ти девојче. И јас ќе се заплачам и ќе си одам дома. И како? Немаше фудбалски клуб во Гевгелија. И се уште немате женски листа. Да, и почнав да тренирам ракомет. Ракомет. Во ЖРК Гевгелија, да. Тренирав можеби 5-6 години ракомет, па и статов од Доерн отворија фудбалски клуб. И кога кажа дека има женски фудбалски клуб, скоро цела одбојкарска екипа отидовме на фудбал, ракометарска, да, бидејќи игравме за школото фудбал. А трениравме ракомет. А сепак за школото сте имале ова футсал мала. Да, бевме второ место на гимназијада во Прилеп и цела футсал екипа отидовме право во Истатов на фудбал. И кога отиде во ЖФК Истатов, на брат ти што му викаш? Па брат ми тогаш веќе беше на факултет, многу не се замараше со мене, ама во секој случај ни беше како одскочна даска тој клуб, потоа се споја со Струмица, стана Тиверија и Статов, па веќе наредната сезона си останавме само Тиверија. Ако не беше фудбалерка, што ќе беше? Сега книгодител? Па имам завршено економски, меѓутоа не... Економски го заврши. Професорка и книговодител. Преведувач може. Не, сериозно. Банка? Искрено не можам да се замислам 8 сати овака да седам и да треба нешто исто да работам секој ден. Еден час седиме. Еден час, ама со вас и таму не е исто. Ти не се каете за тоа што се го одбрале да го работите во животот, да се бавите со спортот. Јас имам уште многу прашања, многу ми е убаво така да се разговарам со... Толку сум колешки, потина 45 толку минути веќе помина дневницата. Јас многу ви благодарам. Ви беше мило да разговарам со вас, малце така од женски аспект да го гледаме спортот и да откриеме на струмичани што значи да се биде жена, како вика, жена, мајка, кралица. Да, баш не, тоа, во секој случај, баш тоа се. Да, биди свој, мислам дека ова е втори или трет пат вака кога донесуваме девојки со спортот, не се сеќавам, во секој случај добар е преку вашиот пример да слушнат останатите, да се да видат дека да бидат своји пред се и да ги слушат вашите приказни. Бидејќи секоја приказна, и мојата приказна, и вашата приказна била засновена на нечија друга приказна, па сте додале свој белег на тоа. И да ги мотивираме да се движат по своите цели и идеи. Да бидат упорни. Гледаш, биде упорни и успеале и ве сметам за успешни во вашите професии. Благодарност од мој. Ви благодарам и вам. Јас да се заблагодарам на Europe House, од каде што се снима овој подкаст, и нашите пријатели Центар за возила. Колега, се гледаме наредниот подкаст. А благодарност до мене? Благодарност и до колегата Ване Трајков, кој ме трпи 2 сезони веќе во Биди свој.